25-тиот юбилеен фестивал како програма е доста богата. Воглавно програмата ги задржа оние основни темелни, односно носители, програмски носители на програмата, но оваа година поради юбилејноста имаме поголем број на поканети учесници. Имаме шанса да се пофалиме дека веќе сме блиско до да се издигнеме веќе на светско ниво, односно да влеземе во програмите на УНЕСКО. Така. Од каде треба да очекуваме гости и кои се програмските содржини на 25-тиот Хитбакшен фест? Да, како што и вие кажавте, фестивалот официјално се одржува од 5 до 9 мај. На 5 мај вечерта се обичаите хралезни, кои што започнуваат околу 17 часот, така да програмата после тоа продолжува на 6 мај, хралезен ден, традиционален ден, каде што цел ден, скоро цел ден, програмата тече во село Башивос, како по-атрактивна средина, каде што нема многу навлезено, да не кажам, модерното живеење, бидејќи се работи сепак за обичаи кои што се негуваат повеќе векови. Понатаму на 7 е свеченото или официјалното прогласување за отворен на фестивалот, односно отварањето на фестивалот. Тоа ќе биде во 12 часот на сцената на фестивалот во Чалакли, пошто следува разгледување на изложбата, на старини и на традиционални јадења. После тоа ќе се одржи или всушност паралелно со тоа тече и организацијата на 35-тиот поред традиционален турнир во пеливанско борење. В таа иста вечер гостите што ни се фолклорни од странство, кои ноќеваат, кои преспиваат во хотелите во Струмица, ќе имаат шанса, односно граѓаните на Струмица ќе имаат шанса да ги проследат нивните настапи и нивното дефиле по улиците на Струмица и настапот на плоштадот во Струмица. Тоа е на 7 мај со почеток во 20 часот. Така,